Продолжуваме каде што застанавме пред неколку месеци, 3,5 сезона, не е нова сезона, четврта, ќе доснимаме до годинава, ќе видиме четврта која ќе почне, ако е во ново студио, пробна епизода, интро епизода, прва епизода, како и да е, повторно со господинот Тралче, Илија Трале Левески, тука. Господинот Миломија. Од мојата лева страна, ваша десна страна, валја? Така му идат. Да, последно истадовме епизода негде април. Беше ми се чини, тоа се десија доста работи. Цело лето помина. Се десија, да. Настани се десија петта јубилејна година со културолошка иницијатива 5 до 12. Прво беше уствари и представата 10 години на Тегална Тер. После представата не истадов. Па не ми текви, мислам дека не истадовме ништо после представата. Чернондрински се враќа дома, супер си поминавме, еднаш се даде за жал, се надевам ќе се дават пак. 5 години културолошка иницијатива 5 до 12, 5 настанчиња, топ, мислам дека поминавме многу. Имавме и нов настан. 5 години имам нешто ти кажам, ама поетските читања. Од кога почнавме и тоа го обележавме во јуни. Така што ето неколку јубилеи направивме и сега продолжуваме со подкастов преку година, пошто тоа е што ќе правиме. Да. И нормално пак Трале тука е за да започнеме заедно пробно, иначе на кој ќе тестираме. Ако не јас, на мојот радиофоничен глас. Да, првите јутубери во Македонија и во Охрид. А исто така Трале колку години имаш брат, сега колку направиле тоа? 26. И плюс се вери сега пред. Брзо со среќа да ти ајде и за деца. Фала ти господине. Ќе правит свадба кој ќе, не знам, на крајот наредна сезона. Здравје за свадба Да. ќе ви најавиме. Ќе ви најавиме, ќе дојдете. Ќе бараме спонзорство можда за свадба. Да бе, да. Ќе си кажеш што сакаш вака јавно да ти донесет луѓе во да ти покнолувалат. Да ти покнолувал. Да ти покнолувал. Така што и како се осеќаш ти вака после сите овие достигнувања, јубилеи и на крај со твоето запросување во Рим. Ни помалце, ни Веритба повеќе. во неделата. Да, па да почнем од представата. Може тај. Долг процес на спремање. Ја дадовме само еднаш, жално. Ама се надевам дека ќе ја даваме пак. Па Искрено. мора. Премиерата си поминавме преубаво, Преубаво. имаше многу задоволни гледачи, публика беше задоволна, ние презадоволни и одма сакавме уште една да даваме, ама тоа е во склоп на околности, не успеавме да ја дајме уште еднашка. Па се надевам, кој што кажав, пак. Да, почнавме негде крај јануари, значи пак Па беше 3 месеци. февруари, аз не знам, Февруари, 3 месеци точно ја спремавме. Да. И премиера дадовме беше преубаво. Искрено ще сега, брат, ми иде реплики што и кажвевме, ама поинако ја кажам, поубаво. Така, И појако. ама добро, те убајната во представи во драмиве, пошто жива материја е и цело време можеш да подобруваш за разлика од филмов, што ако ќе снимиш еднаш, мислам последното Final Draft Добро, ти е поќе теј кој после преш тоа и е тоа. таму, пак Да, најдоброто. ама пак Во пример НД. представа да речеме во професионални ниве, имаш некои представи со години што се играат. Премногу Да. пати, рачунај ти некој лик ја живее ту логава. И во Така, приватниот глумец. живот. Ама не, многу пати, секојаш можда ти ако 10 години имат по 20 години што играле. Во Македонија зборам, на страна уште поиќе. Што играле еден човек, на пример, не знам, Петре Прличко, осомнител лице, има преку 30 години истата улога. Ти рачунај на почетокот како ја играл и на крај како ја играл, скроз различно сигурно, верувам. Вервам и јас. Да, така што се надеваме ќе имат неколку пати. Да, Да ја дајме за да мора. може да се подобриме и ние. Одлична представа, одлични глумци, аматерски театар со професионални намери, како и овој подкаст. Точно така. Да кажиме, кај снимаме. Кај снимаме во студио држливост. Ова знаеш ко оние клиникине за нешто звучи, ама не, Sustain студио, едно од првите студија во Охрид, верувам, едно така. Па, можда не е прво, ама е од првите сигурен сум и мислам дека и добро познато му е на Охријани конкретно, а на другите би им било познато ако, не знам, видет на некој видеозапис можда нешто, некоја песна кај е снима, некој Да, има има снимано доста песни и снимани ќе овде. пишит кој е студиото и така ќе дознаат кај кого снимаме, друг не дојд во самиот домакин може. во епизода. Ќе се водиме на Sustain студио, Sustain, да. Ќе одржуваме. Да. Одиме понатаму, представата. Сега тоа си вика во глава, си омислев, леле, сам Остани, треба продолжам.
Да, настани 5 години културолошка иницијатива 5 до 12. Да. И роден ден плюс правев. И роден ден Забавица правевме. во Шила. Точен одговор, да. Таму почна се. Таму почна Ти како забавата. си вака задоволен од настаниве како помина со киното? 5 отворивме? настани, киното отворивме. Посетеност на кино солидна. Али настан одлично организиран, одлично изгледаше, одлични филмови имаш, одлична проекција на филмови. После тоа, кој ни беше следен настан? Следен ни беше... Скейт парк? Не. Не, Кајчиња ни беа. Кајчињата да на Петровден. Да. Годинава срушивме рекорд. Да. Мислам дека најпосетен наш настан. И до сега... И то правиме му една таков настан кај што идаш со пловни објекти, а исто така и на копно имаше многу луѓе и особено фидбекот кој што се доби после видеата што беа објавувани по социјалните мрежи, кај што верувам да ги собериме заедно, ќе скокнит на кај милиони. Верувам, пошто имаше од пример од по еден акаунт по 200.000, 300.000, 150.000 views. Имаше. Од на нашето, од на лайф мислам беше Ристе што го стаде, имаше то 150.000 само. Имаше. Чичана што стаде Чичана, по искрина. профили, фала за поддршка и сега Пред ова се. прилика на сите што ги споделија тие и на толку страни на Facebook се споделија, на Instagram и нигде искрено не видов ни еден лош коментар. Сегде беше убаво што многу често за многу овие работи знај да излезит по некој, знаеш она без потреба некои да влетат со некој Озвучење да сме невкусен. ставеле. Добро, Немој да тоа не имате беше. озвучење на тој на ННС искрено и отворено ќе Да, кажеме. го објасниме, Доста пати, знаеш. доста пати имало таков коментар, Да. зошто немате озвучење на самиот настан, за да може ли да слушате останатата публика. Па поентата на настанов е да немате озвучење, затоа што се пловит по езеро и свето треба да е акустично, по него има конвој на кајчиња, пловни објекти, кои што се стационираме на Островчено. На Островчено немат струја. Треба влечкаш струја. Логистички е тешко. Логистички е, да, тешко да се реализираат. И второ, како? Ама и не само то, туку се губит автентично што е, да речеме, од порано како се одело, што се одело, и не е поентата да бучи, да звучи, не знам, ко сите да испадни тезгарски или концертно си прават, пример, Билјана, Виз Билјана, поранешните ансамбл Билјана, си прават концерт годишен, кај што се озвучени. Ова е малце баш нешто автентично да се искуси. Со тоа што секоја година ете се бориме годинава, зашто имаше поиќе пловни објекти, значи имат и кајаци, имат и супој. За жал имаше и со глисери што дојде, имаше некој, пошто имаше и мал бран што дојде со пенти, што ето, пробавме да ги разубедиме, но за жал секогаш ќе имат некој што не ги слуша тие работи, а целата поента на тоа е и екологијата, кон езерото, пошто мислам дека и на тоа треба да се поводи сметка и фала Богу дека многу пубаво би било кога ќе сите весламе полека соит. Поинаку се искусви на некој начин. Точен одговор. Понатаму После имавме скейт парк. 2 скейт дена. парк. 2 дена, фестивалски малце. Прв пат годинава го организираме така фестивалски. И искрено, јас сум многу задоволен од тој настан. Првата вечер бендој, Pitchwise и Primitive Dread, два млади Томе бенда. Рудбој, нормално. Томе Рудбој, мислам, тој ни е резидент. Да. DJ тука, па вториот ден контест, кој што исто така помина доста заинтересираност и се надеваме дека секоја година ќе имат се појќе заинтересираност од млади скейтери повозрасни, не е битно, значи немат граница во години. И од млади бендови некои кои што може најверојатно би сакале да промовираат своја сопствена музика авторска. Тоа е многу Поентата важно. ни е да промовираме и целата поента на наша културолошка иницијатива е промоција на млади артисти, култура, алтернативно нешто што не е секојдневно, така да секој што Урбано се заинтересира. уметно све, Урбано сите уметност, све што графити, спајат да, ајде ето. во таа нека алтернативна сцена, да речеме, кој ќе се спомни луѓе од не знам како ја сваќат, ама да, е нешто алтернативно, самиот збор кажвито тоа што е секојдневново и може ти да се каже мејнстрим. Така што тоа е генералното и мислам дека помина топ и тоа е единствен настан од Сиве, година што беше, што е баш од кој е направена, кој почна да културолошка 5 години. Значи скейт парк беше и на Од скейт парк првата му беше година. 5 години настанов. Не, некако И беше. првата на почетокот година со беше. со еден звучник беше. Со еден, ме од Дрилјета.
Да. Тој звучник ќе види тураме. Да, ти беше така, лабаво, интересно и тоа што беше, а? Не знам. Кога ќе видиш вака ретроспективно како на скейт парков, брат, за реконструкцијата на скейт паркот. Исто многу битна за да може да продолжи нека таков алтернативен спорт да се развива, таа алтернативна култура. Треба да имат услови, да имат инфраструктура за тоа сега. Да. Не верувам дека е нешто тешко, комплицирано и скапо да се реализираат, затоа што имат понуди, имат млади кои што би се заинтересирале со проект, имаш со и агенција за работна млади рака. спорт, имат општинава, сектор спорт и за млади нормално кои што верувам кај што може да се прават игралишта во училишта и во населби, дека и како спортски терен спајат и ова, пошто и скейтот е спорт. Спорт е официјален, Така што верувам, да. И имаше некои исто така позитивни, да кажам, разговори со луѓе од тој сектор, од општина од Охрид, дека ќе се заангажираат за година да се реконструираат скейт парк и за луѓе во кои што го имаја и направено скейт парк првичното. Така што се надевам дека ќе си останет на тој збор, а ние му кажавме дека сме тука за помогнеме, има млади архитекти кои што може да помогнат со тој скейтерите, сите ќе помогнат, верувам, со нивни идеи како треба изгледат, пошто мора да се праше тие, пошто тие возе. И имаш исто така луѓе кои што се скейтери дојдени беа од Србија, од Бугарија имат екипа која што може да дојдат, кај што сами пример во Словенија, во Србија работеле на реконструкции на скейт парк, така што самите се понудија, доколку на пример се имат материјали и такви работи, ќе дојдат и самите ќе се понудат да работат буквално на заеднички со сите да се реконструираат скейт парк. Така што поздрав до таа екипа, поздрав до Чано и до поздрав до целата екипа. Да. Охридските, скопските, битолските, прилепските скейтери, Monkey Tails. Да. Респекат. И пошто ако не се направи таа реконструкција, мислам дека за некоја година и воопшто нема да биде возлив. Скейт парк и кренате од страна и паркон што е со она вода збират многу, се оштет вид бетонон, веќе од една страна пола е изеден. Не, значи скейт паркон пола не е функционален, значи една третина од целиот скейт парк е функционална. И нормално е дека за може да се продолжи со работа на фестивалов и да израсне во нешто поголемо и да се развие на повисоко ниво, треба да имат инфраструктура, односно игралиште. Плюс рачаме ти да се напрети таму која е во Скопје, во парков градски, ке речам, како што е школка, што си е добро позната, така да се направи некоја сцена таква што ќе биде таму за користење за настани, кај што може да нема да имат потреба да се носи цело време, да се местат сцени. Може да имат горе да се закача, се значи предвиди за рампи, правиме муаве дополнително ако сакаш за светла и за тие работи, ама да има сцена која што ќе сама по себе ќе донеси за почесто да се прават такви работи. Заш самото поставување на такви опреми е стварно скапо, реално, сите го знаат што организирате. Пошто настан како настане бесплатен, и сакаме да биде бесплатен, не можеш тука да наплаќаш влезница, не е нито поентата. Јавен простор и јавна точно. Намена има целиот настан. Мислам дека тие работи треба да се предвидат така што паметно треба да се искористи просторно, зашто локацијски многу атрактивен и има доволно простор кој што реално штета ќе биде тако се реконструира, да не се размисли на поиќе варијанти, на поиќе работи, нешто што од вишок од елементи може да се тргне. Тоа е све што го разговараме и од предлози од скейтерија. Тоа може да остане за друг пат скейт парк како целосна тема и општо тој. Да, тој вид сега на само спорт. начинавме. После тоа беше кафе на изгреј сонце. Кафето го направивме. Исто така. Во меѓувреме добро во Шила, благодарност до Шила за роден денот, таму го направивме на 7 јули, пошто 7 јули ни беше првата година, прв настан отворивме културолошка иницијатива 5 до 12 во Шила, со имам нешто да ти кажам, свирка на прозбендот, повторно пак тие свира, ги споевме. Да, ги вративме. За една свирка, ама имаше и изложба од фотографии од сите настани што биле низ годините и беше многу фино. Така што фала и за сите што дојдовте на тој роден ден заедно со нас. Доделивме и плакети за работници
соработници наши кои што биле во овие 5 години кои што навистина ни помогнале. И за нас работници. Да. Па не, и ние работници и нормално и до нашите фамилии како поддршка во таа работа. И кафе на изгрејсонце. Да, од година волонтери веќе го прават кафе на изгрејсонце. Да, интересното стандард. Веќе остаревме, треба да си легвиме. Не треба толку рано. Не бе, кој ќе виш постариве стануве тоа време за да оде на прошетка. Ама да станве ние, треба легниве за станиве прво. Да, добро. Да, треба прво да легнеш за да можеш да устанеш. Добро, одиме понатаму. И новиот настан. Староградска вечер, така како има најавено по медиумиве. Друг концепт имавме скрос од првичното, мислам до последното што излезе. Да, првичниот концепт ама одличен. за жал ето, некогаш во договарања и кој ќе не зависи све од тебе. Простор, не знам, институции, па и луѓе кои што би требало да се вклучат во настанот и се разговарало, не се поклопивме некако за терминот, за ова зона, иако беше настан кој што ни беше со термин можда и најпрв договорен, година, Ланио, па да, ова време е така нешто. Така нешто, ноември беше, знам по документот да видам кога беше. Па добро, вистина те беше Така брат нешто. предобар. Па може концепт за настан. да се кренит Да кажеме иницијативата, мислам настанот што сакавме да го направиме како би требало да изгледа или да си го чуваме. ќе чува. Да си го чува. Ќе ја видат в година. А година иначе го направивме во Лапидариум, имаше и преубо изгледаше, и преубо беше стварно како затворање ни дојде. Ѓоко Симјановски, почитуваниот господин Ѓоко Симјановски, уметникот, имаше своја изложба. Имаше музичка изведба на Кристина Љушковска на флейта Да. и поетски читања. И тоа беше некако, пак мислам дека многу убава атмосфера имаше, многу убава енергија имаше. Луѓето што беа таму беа сите презадоволни и реално нормално никој не ни знаеше што ни беше нас првичната идеја и до тоа што па не дојде знае и ни сега така да. што пак и онака да го тераш е супер. Да, добар рекеп направивме. Толку е после тоа. И после трале ојде. Ќе се навратиме да. После тоа јас ојдов Рим. Тоа беше усари мавето. Затоа го правиме подкастов. Да. Денеска е подкастов на тема брачните води на Трале. Да, чекај уште. Чекај до февруари, ја можам. Чекај бе да кажам да ојдовме. Да, сам да си се пофалјам. Ајде. Ојдовме Рим со женска ми, со Емилија, сега моментално свршеница. Се верби дека вака зборувам. И носев прстен, купив прстен охри, не бе се заебавам. Струга го купи. Струга од кај Данче. И ојдовме Рим и имаше таму еден плоштад, Пијаца де Пополо, така се викат, и дојде господин човек и ми дава цвеќа и јас реков чај ќе купам цвеќа за девојка ми во тоа време и таму викаше нешто немој не куфи. Скамери се ти, јас добро и си сценкав 5 цвеќа за 3 цвеќа за 5 евра. 5 евра ги платив, значи тоа е поевтино отколку во Охрид да сум ги купил, искрено. И дојде таа и викам вака и вака, јас имам да ти кажам нешто. Имам нешто да ти кажам. Имам нешто и вас да ви кажам по повод тој. Клекнав. Живи се клекнав. И како и рече. Дали ти ми сакала да ми бидеш жена и да продолжиме во животов заедно? И таа ми рече, мале, не планирах. Мале, само прстен да не. И реков прстен. Да, се гуснавме и ојдовме да јајме, пошто бев прегладен. Имаше луѓе околу? Па никој не примети. И за Да, тоа бев немаше прилично аплауз? среќен. Не, немаше. Тука се припремаше нешто друго, се дешаваше после тоа и сите беа фокусирани на тоа и јас можев да го искористам тој момент. Ако, супер момент. Та приказна кажа Честитки. за срам ми беше, не ми беше многу срам, малце ептено. Трема имаше вака? Немав трема, Не? брат. Срам ми беше од тоа да не има демек премногу други, публика, а трема немав, пошто бев решен, брат. Тоа е знаеш као на премиера, Да, Бевме решен за- ќе излезиш, тоа е, нема Брат, назад. си се спремал, Да. си се исто 3 Јас месеци се осеќав нешто, спремав. осеќав, другиот ми вика, не, ама јас не е за дека ојде Рим, реков, чим ојде Рим, овај сега нешто мора да искористи таму, да биде, кој е веќе на такво место,
Ама и претходно така во муавети го гледав, нешто го копкат го јајт, не беше Пушта водичка. Да речам, као се викат, стабилизиран, дури не се реши нешто да биде, ето така, кажам, официализирано. Така што Жал ми супер. е. И то тука може да се навратиме на муабетов кој што е уствари дека ти прекина со YouTube брат да снимаш, ко се запозна со Емилија, ако почна, ако ти стана женска. О, да, Така нешто, така не е така. пред 5 години, Реално. точно, ево, правиме 5 години годинава. Сега пред 1 месец. Тоа што беа последните. Последните видеа ми беа август последно видео снимав, брат. 2018. Да, тоа што идов на така. факултет се вратив 3-та година и тоаш бев решен дека ќе ми е женска и престанав со YouTube и таа беше една од причините зашто јас престанав со YouTube. А ти Ова речеш, веќе ќе се беше групираш. Признанија пред брак. Да. Да си кажам све што си имав. Пошто луѓе после ова немаме, видите, повторно на подкаст, верувам. Ке види, да искористиме сега. Кажи сега, пошто ево, YouTube, брат. Ајде. Мислам дека сега се пак си е ко платформа голема, нормално и се користи, ама пак повеќе луѓе сега се такви содржини сниме на Instagram, TikTok, пократки работи, така не може да ги задржи, тешко е вака и со подкаст реално. И од подкаст луѓе во вајеца на Instagram, на TikTok и ние ќе вајаме кратки видеа кај што делот темата ќе се кажи таму. Ама тоа време беше многу YouTube популарен, кај нас тогаш земаше на некој начин замав. Зависи од каков контент ќе ваѓаш. Па добро и влогови тогаш беа доста и снимали. Беа популарни да. во тоа време, стварно беа Да. многу популарни влогови, ама толку им помина популарноста. Уствари нема му помини популарноста, ама не знам како да кажам. Заборав што сакав да кажам, немаше врска тоа што ме праша со тоа што сакав јас да го кажам. И се заборав. Добро, небитно, тоаш беа популарни Чекај, влогови да ти YouTube. кажам. Да. Ајде. За да работиш на YouTube, уствари да снимаш видеа, зависи каков контент ќе ваѓаш. Да. Јас ваѓа влогови. Влогови во смисла на денов. Станвиш, снимаш, Да. излегвиш, правиш што правиш, се враќаш и правиш видео, го пушташ на YouTube и тоа е тоа daily vlogs. Ама после тоа престанав да ги правам, пошто престанав да имам желба воопшто да станам од Савајли пред камера да сум. М. Темек са, ај добре дојдовте во моето ново видео. Ама добро, летото траеше секој ден, а претходно не мораше тоа секој лето ден. кој што снимавме со Супер Радио и Да. Хелеја и Тамаро маркетите. И да, имав некој вид на договор дека уствари ќе снимам секој ден видео. Не беше тоа толку ригорозен дека аз морав, зашто не снимав. Да, да. Ама беше поентата да истам најмногу видеа што можам и стварно се потрудив и не знам колку. Вкупно колку имав 60 видеа. 60 и нешто. 60 и нешто Така, видеа имав. А од летото 20 ако истадов. Да. Појки истадов можда. Немам појма. Добро, не е ни ле, битно. 20 нешто, Ќе проверам. 30 нека се не битно. А ако видите на мојот YouTube канал и пишете во коментари. Да. Имаше концепт кој ги правеше? Од прилика. Пиша не. Ама знаев што сакав да направам. Добро, некој оние пред летото што кај што фаќаш кокошка, трет кокошка да донесиш да имаш концепт некој да почне да снимаш. Да, Или ја тој ми садиш беше по брате туристичка. со све, со сценарио, имав цело. Да. Реквизити, кокошка пред се. Имаше- Значи некако да ја пуштиме. Пошто ево рече дека ти се здосадила, снимаш од Савајлија, станеш пред камера. Претходно ко почна или ко зеде, ко почна летото, верувам дека поентузијастички беше, ај викаш имаш спонзори, имаш нешто, веќе малце по-продукцијски Па што е. тоа ме скина можда брат, моментот дека имам спонзори, Притисок дека кој ќе? имам нешто Мора да примања, се да, имаш одговорност. некој примаш, тоа е ја вистина, да, Ама тоа нешто нормално, примав, кога ќе ама работиш со тоа е некој. нормално и сад тој притисок тебе те тера да снимаш, што појки пошто имаш некаков вид на договор. Да. А пред тоа јас снимав видеа од тоа што сакав јас да го снимам. Да, бе, Значи да. од штипко снимав секакви видеа, од не знам чистењето џубре кој им го фрлив тоа во Да. чунгалунга, не знам со рибите тој што ги замарав тие, рибарите. Овде Охрид имав исто неколку видеа такви што ми беа фристайл, буквално што сакаш. После тоа бев принуден, ама имав ентузијазам на почетокот. Дори ми беше уште интересно. Па тогаш ми е муабетов дали пример имаше некоја визија за подолгорочно кај би сакал да се движи нешто со YouTube-ов. Дали во стил демек можда ќе добијаш појке следачи, сабскрајбери, ова она или нешто, пошто сигурен сум дека имаш гледано некои други луѓе поуспешни што прават. Па не, надвор од немаше Македонија. кого да гледам, значи јас бев Не е во првиот. Македонија, не е во Јас бев Македонија. првиот јутубер во светот, влогер. Во светов, добро. Не. Брат, јав многу јутубери, Рома Нетвуд пред се.
Тој ми е инспирација најголема и ами Да. тоа важа. Smile more. You're one of a kind. Джейк Пол, Логан Пол. Сега Добро, можда ти се многу ги допирате мразет, веш, ама јас многу ги почитувам пошто ги гледав од самиот старт. Кога почнаа да снимат влогови, сите глупости што ги правеа и многу други како нив јутубери. Покрај нив што беа луѓе уствари. Тие ми беа као меин карактери што ги гледав и покрај нив многу други гледав. И на тој принцип саав јас да функционирам. Daily vlogs, да е смешно, да е комично, да е енергично цело време, да имаш контент што би сакале да го гледаат. До траење на влог од 10 до 18 минути, Да. 20 макс, тоа е веќе и многу. Али константно нешто се дешава требаше. Уствари јас така сакав да се. Ама ево и сите да земе и овие што се британциве што почнале ко тинејџери можда да снимаат со стримање, со гейминг, со ова, со на Sidemen. Бетаскот овие посебно почнаа па после се споја како и да е. Да, ама посебно имаја беа когости во други, ама сите беа сами па се спојвет или имаш околу тебе некој сега то дали ти фалеше екипа Пробав, брат, јас многу имав освежување желба. можда некој во такви видеа, некој и челенџи, меленџи, некој кој што ќе донеси нешто плюс. Ајде ти ќе си можда лидер во нешто, ама ти треба екипа, можда, не знам. Имавме нека желба и план. Пример, почнав со Аврам, со Јузме, Аврам и Дида да снимаме. Сам не почнав, брат. Првото видео ми е со нив тројца. А за Red Bull нешто беше првото? Не, првото видео беше кога снимавме во Куба Либре. Пикник со на огромно наше беше. После тоа снимавме за Red Bull. Тоа беше преако видео што го направивме. Не победивме, ради беше со лајкој, не собравме. Да. Фала, чао. И така после тоа продолживме да ваѓаме едно по некој видео, ама брат не беше исплатливо финансиски, сепак бевме во година кај што сакаме да излеземе из светот. Да. И не можевме да сите четворица се вложиме, некој имаше други приоритети. За работи друго или не знам не сака да е јутубер. Да, добро, сега види. И сакав да направам тим, да се навратам на тоа. Тим, Да. да имаш тим на луѓе, 5-6 души, па кој што прават тие куќа да имаш да изнајмиш. Да и појќе и работиш на тоа, на стварање нешто. Само контент, ти значи Да. правиш контент Дори константно. после да излезе тајно приказни има дијастиори такви некои кои што прават ден сега. После тоа ко пораснав почнав вестиори да ги Да. гледам. И Шо- тој веќе друг Тоа е друг вид тежина на име контент, нивни, значи, тоа се ко приказни, документарци сторителинг баш. Што да, со годините ти стануваат поинтересни. Нормално. Сега имаш контент и гледаност од не знам, различни генерации на луѓе што гледаат. Сега. Па Јас добро го сега снимав за тие FPV, влоговите. брат, факс. Втора Ти? факс, да. Па трета ако си прекинал, колку втора снимаш факс. ти на година? Една година. Втора Втора година, факс бе, да, прва бе, втора да. факс бе в тој период. Да. На 19-20 години. Правимо на глупостите. Да, но ќе те следи ти помала публика реално. Да. Мислам помала во стил во возраст. Да. Да. Сега не би сакал нешто не такво, туку нешто пример. Појќе би сакал можда од зад камера или од нешто такав продукциски, тимски, отколку Не дека споделиш сакам приказна. зад камера или не сакам пред камера. Зашто не сакам пред камера, ама и сакам пред камера. Нешто измеѓу. Нешто да издржам. Ваков вид на подкаст, окей ми е. Да. Окей ми е, влогој шанси немаат Не. истите глупости, не. Нешто можда технологија, техника, такви работи. Ко за 5 до 12. Уметнички директор, технички директор. Технички координатор на техника. Технички координатор. Одговорен главен. Да, главен координатор. одговорен координатор на технички директори. Да, асистент на проектор. На Гоце. Поздрав Гоце. Помошник кабел. Помошник. Помошник продолжен кабел. Да. Да. Добро, нешто друго што сакаш да споделиш, вака кажеш? Да, моје некојаш од професионален аспект да направам уајти, јас сум дизајнер пред се, да, ево тоа например некој што не знае, па подкастов за мене го направивме. Кој Да, кажи си брат. Да, бе, јас сум Слободно, иначе што дизајнер на работиш се? интериери по струка. По факултет завршен, сега сум мастер ушмалце. Здравје, магистер на науки, индустријски дизајн и маркетинг. Тоа ми е магистратура. Да. Треба Работа со завршам. 3D. Работам 3D принтање, интериери, уредвење,
приватно и службено. Службено работам во фабрика за производство на индустријски шини, ФЕЦ. И вака задоволен? Да, бе. Да. Пратава нова струка, нова Да, ама сфера не, на да, малце ти нешто делување друго. ми е там. Сосема поинакво Да. то пред тоа што го знаев. Се работам со челик, пред тоа работев со дрво. Начинов на обработка е различен. Ама има сличности. Абе, брате, кој ќе си паметен, лесно е. Абе, добро, ама убаво е пример поиќе аспекти да видиш од таква струка, да речеме. Така претходно работеше и со мебел, со Којни сам со плакари, тирамо. така, да, плочести материјали и Ама и кога ќе црташ, така не ти е кабинет. пубаво кога ќе знаеш и практично ко мајстор, зашто имаш искуство кој е дрво, бла бла, не само теоретски да ги знаеш и кога ќе црташ зашто имаш Теоретски како да речеме, за да е нешто ефикасно, види имаш плюс искуство, тој дел зашто практично си го Да, прави. ева да почнем од почеток Искуствено. јас како почнав со тоа. Завршив факултет. После тоа почнав да работам ентериери, сакав на Upwork. Фриленс. И ти фатив некој 1, 2, 3 проекти се на колешка од прилеп, ги делевме, правевме, работевме преубаво. Све супер, ама имаве недостаток. Тоа е моментов ти кога ќе го правиш 3D визуализација, кога ќе го исцрташ ти да знаеш материјалов што го редиш, каков материјал е, ти Така да. гледаш боја, гледаш материјал, уствари не гледаш материјал, таму ти само шљакаш боја и ти мислиш дека е та боја ја гледаш, не гледаш кој е материјалов. Се вработа во фирма за производство на мебел, плочест мебел, најкористено нешто во ентериери е плочестиов мебел и почнав да ги разбирам видове на материјали, какви карактеристики имаат, како се обработви, дали нештото може да се изработат или не може. 3D визуализација е нешто што можеш да го нацрташ како што сакаш. Да, Значи нешто можеш да го направиш како што сакаш да ти изгледа. Како можеш да го произведиш е сосема друга работа. да. И е многу битно, премногу. Ам добро, нормално во секој случај. За таква, да речеме, индустрија кај нас, мислиш Дај вода, извини. имат побарувачка, нормално е ки имат. пошто Каква се бе барат. професија? Ентериери? Во таа индустрија и дали имат квалитет општо и во стил на кадар и ево да речеме и Охрид да земено, кажам пошто сега. за Охрид зборвиме, ти си Охрид, се врати, имаш избор ко бараш вака. Пример, јас имам завршено дизајн на ентериер, инженер на мебел и ентериери по струка. Наша струка е под група, да речам, под категорија на архитектура. Архитектурава е целава градба и екстериерниот и градбава и ентериерниот дел како ке. Ние сме, јас сум и ентериери, дизајнер на ентериери, да речам стрикно за ентериери. Не дека немој да работи тој Да. 3D визуализација на фасада, можеш ти што сакаш да правиш. Ама струка ти е за ентериери. Сега во градот во Охрид има работа, почви да има работа. Ама и такви ево, моментално кај што си во фирма, кој што така ти е извозвет за странство, не е за кај. Тоа е друга работа, се за ентериери да ти кажам. Кај ентериери има работа, стварно, ако се потрудиш. Има ти фирми кои што работат со производство. Јас би му препорачал на секој што сака да почне да работи со тоа, е многу битно да почнеш да работиш во таква фирма за производство. Па- Многу работи ќе научиш. Во Охрид имавме проблем, да речам, што немаш клиентела како што гледаш на интернет. Пример, отвараш Добро, Pinterest, да. отвараш Instagram, имаш страшни работи од дизајн на ентериери. Преубај, прелични. Преубај. Сега не можеш секогаш во живот да го реализираш нешто. И кога ќе почнеш во таква фирма, ти ќе ги разбереш работите што можеш, а што не можеш. За извоз ме праша нешто. Колку имат побарувачка кај нас за разлика од тоа ако пробиеш пазаров надвор. Па имаш два вида да работиш за странство. Едниот ти е на интернет, фриленс, да работиш визуализации, технички цртежи, било што, да си вклучен во производството на нека фирма во странство што ќе дизајнираш ти и сигурно ќе имаш шанса да одиш и да... архитекти ево на пример работат. Да, тоа е да работиш за други или Да. соработка со некој стартап од странство. А во Охрид да направиш стартап, не знам, Или Македонија. Ја Општо, Македонија, ево, да ево, земеме. Охрид, Македонија. Тоа е. Ние сме престолнина. И Град држава. град држава со вевчани. Да се навратим. Добро, кај да направиш. Макао.
фирма, брат, за производство некаква, може да си иновативен, да правиш некои работи кои што ќе се уникатни за тебе, за твојов стил, за твојов начин на работа, дали ќе се визуализација или ќе се и производство, што за мене производство многу битно и интересно, затоа што имаш работа со некои живи работи, значи со живи продукти, предмети и алати кои што можеш да ги употребиш на многу покреативен начин отколку компјутеров. Ама и наше производство да биде тоа довдека и тоа да се извези вид кај нас, мислам дека фали топшто ако зборвиме. За ако правиш на квантитет, брат, нешто што ќе е многу, тогаш е покомплицирано. Да почнеш со нешто да го произведеш. Пример мебел или не промуваат за фирма кај што работам ваму, тоа е друга сфера. Ти да произведеш еден продукт и тој продукт го носиш таму. А за мебел можда можеш, не велам не, ама не знам која е веројатноста дека би успел, немам пробано. Да, ајде, ако земеме од перспектива на тоа дека ти од кога ќе почнеш на почеток не можеш ти дојдеш одма на квантитет и трет квалитет да истеш прво, така? Ама правиме мојот кога ќе го почвиш нешто од старт тебе да ти е отворена визијава за надвор. За надвор и за понатаму кога ќе треба ти полека да градиш за тоа кај што ќе можеш ти квантитативно да ваѓаш со одреден квалитет за надвор. Наше производство. Некој може да нема се сложи со мене, ама имаме комши Албанија, брат, кои што моментално се развиваат толку брзо и толку добро. Побрзо од нас. Што наш производ да го направиш овде, да го произведеш и све да го пласираш во Албанија, мој да ти е исплатливо, толку блиску да почнеш Србија, значи можда Грција, немам појма. Па за нагоре, за во Европа. Во Европа е можда потешко, не знам со тие регулативи како е. Добро, да. Ама имат опција, има начин сигурно. Само треба да си креативен. Уствари да почнеш. Јас немам почнато. Добро бе, чекај. Ама не, има време за све. Немаш одма сега, чекај сега, се вери бизнисов, ќе почека. Ќе поработиш кај други, па после ќе си направиш свој бизнис. А не мора ни да е мебел, брат. Ситници се прават. Не мора да е. Па ево со 3D принтингов замисли, ево 3D принтање на пример моментално начин на нешто да произведиш брзо, ефтино и ефикасно 3D принтање. Прототип да направиш. Па можеш и количина да ваѓаш, не можда илјадници, ама да речам 100-200 илјада парчиња можда да истаиш за некој одреден производ е исплатливо. Да. И е лесно да го реализираш и доста ефтино. Имат интересне за работење, вака гледав, ти кажував бев ваму Кипар, кога бев во... Да, стартапот тој од Кипар што рече. Кажува дека делој правеле за Ферари, извозвеле за, не знам, за некои... Можно е, брат, све можеш да правиш, значи... Преаки за... Многу широк спектар на материјали има, брат, и на видео и принтери. Да. Прамува, јас имам, да речеме, принтер најосновен. Што ти е ограничен ниво, така големина. Имаш ограничени димензии, имаш ограничен квалитет. Да. Имат принтери кои што се прецизни до 100 на милиметар, брат, што коштат пари, ама се доста прецизни. И тие се квалитетни, се користат за прототип на нови производи, особено. Брат, сега за МБА топка направија. Што не треба да пумпаш, брат, таа е принта. Не треба да пумпаш? Па не треба да пумпаш. И што е материјалов? Гума? Па не знам, гума некаква, да. Па не знам точно. Ево следно ќе разговараме тоа, па ќе прочитам и ќе научам и ќе можеме да правиме уајт и можеме да викнеме некој можда што сакат да кажи во врска со тоа. Сега доста теми отворивме. Мислам дека кажа околу живот немам кажано, човече. Да. Добро, сега не навлегвиме за нешто ептен детално. Не за детално, туку не мора сега да отвараме некои актуелни теми, ова на тоа следна прилика некоја ќе разговараме. Ова си беше општо скроз поврзано, за нас, за тебе, за периодов, така што мислам дека убав муавет се напреко за интро на трета и пол сезона. Со 2,5 мажи. Да, а ново подкасти, брат, излего е. Тоа е друга тема на мојот, колку све подкасти правиме. Многу. Ние и сте многу други. Реално немаш. Не знам, реално немаше и да, и се трка е, брат, јас сум го почнал подкастов, ама во Македонија немаше, појќе уште беа на емисии во последна година и пол, почна ја многу башко
подкаст да е. И имат различни, аудио подкаст, видео подкаст, бла бла, све. Да, Имат и- многу јако, нека има да нека се разговарат. Само што ево вака, јас излегвиме кога ќе излезиш пред камера зборвиш кој си, што си реално не тоа е што го лесно, брат, кажеш и јас кога ќе сум го доста истаиш, кога ќе го скептик. истаиш тоа на YouTube го така социјални мрежи останви таму, се гледаат, останви за години. Твоето мислење е јавно Твоето кажано. исто така нешто и слично како става, само што друг концепт нормално стендап ќе спомнам, пошто исто излегвиш како не излегвиш како улога, лик излегвиш како ти, Како ти, кој да, си, да. и кажеш твое мислење и врз тоа ти судет публика. А има многу што, например, мене тоа реално ми пречи, че излегват под псевдоними, со маски, со фантомки, со глуповсти, кои што се разговарат на реално на големи теми. Големи, тешки теми, Големи комплексни теми. теми. И не знам. Океј, може да така некој прецепира дека трейд како и да е. Добро, Илија, ти благодарам за овој Да, ево разговор. сега уште нешто напишете во коментари како ви се свиѓа новиот квалитет на подкастот 3,5 сезон. Да, сетапов студио во вака како Sustain изгледа. студио, благодарност уште еднашка до Да. Sustain човек. Да. Одржливоста пред се. Да, sustainability, тоа е многу добра интересна област во сите сфери на животот. Само одржливоста, Да. дисциплина и конзистентност. Да. И И еколошка шала на одржливост. страна. И шала на страна, да. Добро. Толку јас немам поќе што да изјавам. Се надевам дека убави зборови кажав. Да, бе, супер. Прв пат беше, толку много сериозен. Пишете И, во коментари е, како ви се стеравме. свиѓа мојата сериозност. Веќе е готово, се вери се, а мора да се посериозен да си. Да. Па добро. Добро. Ај чао. Илија, фала ти на разговорот. Пробавме пробавме студио, мислам дека супер. Истеравме убаво. Така што заследете не на социјалните мрежи, во нешто ти кажам на Facebook, Instagram и YouTube. Па и на Културолошка, Аматер, сите тие кои што ми Сите се тие наши поврзани. платформи. Веб страна нова на Културолошка 5 до 12 што ние. И така натаму. Иначе така постоите ево за тој прв што ќе отвори веб страната ќе има некаква награда. Немај ве со награди, обеќавања, ама Не, Немојте. празно Вака обеќања се се зафркви. најдобра реклама, како викат. ама добро ако си политичар. И не може после ќе ти рече кај е наградата. Празно е лесно за награда. Ќе им дајме чаш. Да, веќе гостуваат можда во ова. Да, тој прв што ќе напиши влегов на веб страна. Ајде бе, доста. Добро. Чао, 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 Чао.